И Мирко, како се осеќаш? Докторе, се осеќам феноменално. Мирко, имаме сознание дека твојата ментална состојба е окей, ама мора да провериме дали е се нормализирано. Ајде, Мирко, вака сега. Еве ти оваа банкнота. Замисли дека правиш муабет со банкнотата, што би кажал на 500-ката? Здраво, мила 500-ке. Сакам да ти кажам дека пред да влезам во болницава на лечење, со тебе можев да купам 6 литри вино, а сега не можам да купам поише од 2,5 литри вино. Од кај знаеш? Па, докторе, нели ме пуштивте пред месец дена да идам дома да си ги видам моите, ја се прошетав низ мало, ги разгледав цените и така знам. Ајде да видам сега што ќе кажеш на илјадарка. Не за да изборам. Да. Драго и мило илјадарче, пред да влезам во болницава, со тебе можев да купам 5 килограми свинско месо. Сега не можам да купам поише од 2,5 кила свинско месо. Добар се. Супер. Ајде да видиме на 2000-дарка. Обрати се на оваа 2000-дарка, што би кажал? Сега, докторе, здраво мило 2000-дарче. Пред короната, јас и моите 6 колеги, значи ние вкупно 7-торица, одевме во едно малско кафанче. И таму си нарачувавме кебапчиња, крилца, по некоја плескавица шарска, си нарачувавме за аперитив по една ракијица, бело винце смедеревка и секој од нас на крај вадеше по 300 денари или цирка за сите нас 7-торица 2000 денари. Сега со тебе 2000-дарче моje мило, тројца души тешко ќе се најават во кафана. Колеги, пациентот е здрав и е целосно свесен за реалноста во која живееме. Добро, колеги, јас предлагам да направим уште еден тест. Ајде. На што ти личи ова? 50 евриќа, докторе, оригинал. Ајде да видиме сега за неја што ќе кажеш. Па пред да влезам во болницава на лечење, со овие 50 евра можев да подмитам некој шалтерски работник за да ми заврши голема работа. Да. А сега? Сега со 50 евра? Да. Па сега со 50 евра можеш да купиш 20 кутии цигари на здравје, докторке. Фала. Да. Значи сега со 50 евра можеш да купиш 20 кутии цигари, тоа да вие најлошиве цигари што многу лошо смрдат, ама џабе што ќе ги купиш заради тоа што донесува закон против пушење и нема кај да пушиш. Колеги, здрав е. Здрав како дрен. Комплетно. Фала ви. Можеш да ја напуштиш. Да. Вака, Мирко, нашиот конзилиум одлучи дека можеш да си одиш дом. Фала, не треба. Како не треба? Зар ќе останеш во лудница, бе, Мирко? Докторе, види се, да ти кажа. И надвор е лудница. Само лоши вести и лоши луѓе. Овдека, кај нас, си ги знам, бе, колеги, бе. Не се лоши души. И плюс се мирни како бајчиња, они цел ден се на терапија и на седативчиње. Како втора, надвор е скапотија и ќе биде уште поголема скапотија. Овде ми е све џабе. И како трето, надвор сите се прават важни. Овде никој не се прави важен, секој си е во свој филм. Така што фала многу, не мрдам од овде. Мирко, ти си забеган. Бе, Мирко, нема спас од тебе, а? Нема. Сега ќе ми извините, доктори, време е за ужинка, денеска има круасани, па да идам да си каснам во менза, може? Ајде. Фала, пријатно.